На 16 јуни 1943 година, во близина на селото Ваташа, Кавадаречкиот крај, се случи еден од најстрашните злостори извршени од бугарските фашистички окупатори во текот на Втората светска војна во Македонија. Овој настан е познат како масакрот на ваташките младинци и представува трагичен символ на отпорот и страдањето на македонскиот народ. Во 1941 година делови од Македонија беа окупирани од Бугарија. Бугарските власти се обидоа да го наметнат своето влијание преку политика на асимилација, репресија и прогон на сите кои се противеа на окупаторскиот режим. Во текот на летото 1943 година, бугарските окупаторски сили спроведуваа интензивни акции за гушење на народно-ослободителното движење, особено во регионот на Тиквеш, каде што имаше силен партизански отпор. На 16 јуни 1943 година, 12 млади луѓе од Ваташа, на возраст од 15 до 28 години, беа убиени од страна на бугарските фашистички власти. Овие младинци, кои беа активисти во народно-ослободителното движење или едноставно поддржувачи на борбата, беа уапсени и подложени на тортура. Подоцна беа одведени на рид во близина на селото и застрелани без судење. Масакрот во Ваташа остави длабоки траги во македонската колективна меморија. Овој настан символизира не само бруталноста на окупаторскиот режим, туку и отпорот и жртвите кои македонскиот народ ги претрпе во борбата за своја слобода. Во чест на убиените младинци, секоја година се одржуваат комеморативни настани, а во Ваташа е изграден споменик кој ги чува спомените на овие храбри млади души. Еве ги младинците, млади како роса, кои беа погубени од бугарските фашисти без судење и на терористички начин. Перо Видев, 15 години. Ристо Ѓондев, 17 годишен. Панде Мешков, 17 години. Герасим Матаков, 17 години. Илчо Димов, 17 години. Данко Давков, 17 години. Панде Џунов, 17 години. Блаже Ицев, 17 години. Ванчо Ѓурев, 19 години. Диме Чекоров, 20 години. Ферчо Попѓорѓиев, 25 години. Васо Хаџиорданов, 27 години. Овој трагичен настан представува потсетник за карактерот на бугарите кои од секогаш се вртеле према посилниот и ја користеле нивната злоба кон другите. Нивната карактеристика од секогаш била исполнета со злоба, простотилок и проституција. Такви останале и сега и истото тоа го прават со денешна Македонија.